Еве сме назад во утрински брифинг, имено во овој дел на утрински брифинг разговараме всушност за младите од еден друг аспект, а тоа е аспектот на тоа како самите себе да се надоградат и од тоа да бидат задоволни. За таа цел го имаме Мирослав Драганов во студиото. Добро утро. Добро утро. Јавноста те знае како правник кој што претходно изнесувал анализи и нели факти за реформи преку Институтот за човекови права, меѓутоа и погостување во емисии, меѓутоа сакам да прашам на почеток. Ти због ти са од ова што се случува со правниот систем, па се префрли во некоја друга димензија, се посвети повеќе на младите, или бидејќи реформите како да не се наскоро на поведо дека ќе се случат? Па добро. Јавноста мене ме знае како оратор многу поодамна, уште пред да почнам да ме знаат како автор на правни анализи. Јас секогаш знам да кажам, јас не верувам во право, туку во правда. А за да се оствари таа вистинска правда, за жал нашиот целокупен систем во државата е преполн со одредени членови, институции и луѓе кои што за жал не одат во иста насока со она во што јас верувам. За да се справиш со неправдата, мора да пробиеш пат кој не е истапкан досега, зашто најчесто истапканите патишта нема ништо ново да те научат и да ти влеат надеж за борба. Не треба да се водиш според тоа како општеството сака ти да изгледаш, туку според тоа како сакаш да си ти самиот. За мене успехот не е дестинација, туку патување. За да дојдеме до тоа каков сакаш да си ти самиот, деновиве изминатава година всушност и денови наназад работиш посветено на прашањата за младите и тоа преку неколку организации, ко-креатори, Скопје Хаб, Global Shapers, Скопје Хаб. Што се сите овие организации? Која е нивната тема? Која е нивната цел? И како, бидејќи ние во утрински брифинг работиме на тема млади, да не биде секогаш тоа декларативно, туку низ практични примери како се доаѓа до тоа? Така. Па добро, главно преку мојот бренд Продолжи со насмевка сум дел од ко-креатори, кое што е социјално предпријатие за едукација, мотивација и личен развој, и заедно со колегите развиваме еден многу убав систем кој што тргнува од личниот развој. Значи тргнува од развивање на сопствените вештини, сите ние како луѓе прво да се развиеме, нели, и на тој начин ние преку, бидејќи го работиме како бизнис концепт, со тоа што тој бизнис концепт не е целосно бизнис, туку затоа го има делот и на социјална инклузија, односно потекнуваме општествена инклузија на жени жртви од семејно насилство и деца од еднородителски семејства. Тоа е разработено таму подетално. Меѓутоа, другиот аспект е Global Shapers Skopje Hub, која што е огранок на заедницата Global Shapers, која што е иницијатива на Светскиот економски форум. Годинава прави 10 години славиме. И сме една волонтерска организација од млади, сега за сега, значи целосно волонтери. Што е разликата? Кај нас, уште кога влегува некој да стане шейпер, како што сега го имаме тоа баш обликувач на промени, или како немаме македонски збор што е посоодветен за да го долови значењето. Да, баш периодов имаме 17 нови заинтересирани членови. И при самиот процес ние не се интересираме какви идеолошки предиспозиции има, дали е повеќе левица, десница, значи не интересира. Нас не интересира само дали може би не сака политика, нас не интересира да се најуспешните млади од различни професии, кои што може да се пронајдат тука и сакат да помогнат на локалната заедница. Прво тргнуваме од Скопје, бидејќи сме единствени нели во Македонија. И тоа нас не води, таа општествена промена, да направиме нешто први, да бидеме подобри, па така еве година не само што повеќе проекти фативме, значи имаме 12 проекти водиме од финансиска писменост до вода за промени. Да, различни се нормално, бидејќи професионалците внатре се млади професионалци кои што најдобро си ја знаат темата. Секој си го работи она во што верува и во што сака, а заедно правиме некоја заедничка промена. И така дојдовме, например, опфаќаме, например, и сајбер безбедност, опфаќаме и други теми,
по однос на целите за одржлив развој најчесто, а еве годинава додека сите чека, се приспособува, донатори не знаеа што прават, целата заедница не знае што прави. Ние направивме водичи, два водичи за визии за Скопје и водич за визии за Македонија за 2070 година. Значи 50 години од сега како младите сакаат да го видат Скопје и да ја видат Македонија пред нас. Бидејќи рече дека не ви интересира од која политичка нели предиспозиција доаѓаат и воопшто дали сакаат политика, темите кои што сега ги говориме, кои што вие ги обработувате, всушност треба да излезат со некаков резултат, бидејќи нели шејперс, обликувачи, кои што потоа ќе треба да се пресликаат или целта е да се пресликаат во некакви политики. Очигледно младите и политиката не може да се разделат. Па не, кај нас ние имаме единствен збор за политика, што на англиски е policy и politics, што се две различни работи всушност, меѓутоа ние во нашиот јазик имаме политика и за едното и за другото. Значи ние работиме на policy making. Јас сум работел низ многу организации на policy making, никош не сум бил во политичка партија. Не значи дека политички треба бидете определени за да работите на политики, носење на ниво на заедница, на град, на држава, како сакате кажете го. А тоа дека правиме импакт или влијание што многумина го мешаат, еве ќе доловам конкретен пример. Деновиве вчера се одржа втората обука за финансиска едукација, писменост на младите. Имавме 105 присутни на првата, 105 на втората, на Zoom онлайн. Цело време оди, меѓутоа иновативно, ние вложуваме енергија, време за да ги направиме најдобри, најиновативни и најпривлечни за слушателите. Пред да почне целата обука, ние им дадовме конкретен прашалник на тема за финансиска писменост, да видиме докај се со нивното знаење. Кога ќе завршат сите 5 обуки, повторно истиот прашалник ќе го добијат истите луѓе, анонимен, тоа е севкупен секако, меѓутоа ќе се види колку има напредок во тоа што го научиле. Тогаш се мери импактот или влијанието и тогаш можеме утре да речеме неважно е, ако е градоначалник, неважно е од која политичка партија, ако е пратеник, неважно е од која политичка партија. Значи само да дојдат и да речеме еве ова функционира, младите ова го прават, младите направиле, создадале нешто, младите се тие што научиле, сакаат да го применат, ваше е сега да го имплементирате на ниво на закон, на ниво на држава. Каков е фидбекот од таа работа? Бидејќи нешто е социјално предпријатие, нешто е невладина организација и слично, еве спомнавме неколку во кои што учествуваш ти, на крај каков е фидбекот од тој правење на политики, нема да речеме политика, каков е фидбекот од оние кои што треба да ги презема таквите идеи или најпросто да прашам се слушали гласот на оние млади кои што се дел од ова? Ајде вака, јас сум моја перспектива ќе кажам, не значи дека е мислење на сите, меѓутоа генерално го делиме. Има два аспекти. Првиот аспект е кога е затапкање по рамо, сите се тука. А кога треба нешто конкретно да се направи, тогаш се почнува и завршува со корупција, во која што за жал ние не сакаме, за нивна жал или среќа не сакаме да бидеме дел. Тоа е едниот момент. Вториот момент е колку тие луѓе нас не разбираат зошто го велам ова. Еве отворете на LinkedIn профилот кај мене. Тие препораки што ги дале странци на англиски јазик, јас сум убеден дека голем дел од оние што се носители на одлуки, што се тие што треба да ги доделат грантовите, што се тие што треба да речат ова се иновативни идеи, тие не ни знаат англиски на тоа ниво за да ги разберат. И како очекувате ние да направиме промена? Значи, јас велам, не дека сме ние целосно сиромашна држава. Ние имаме само погрешна алокација на ресурсите. И цело време дискутираме за последиците. Ние затоа го направивме водичот за визии 2070. Ајде сега да видиме, да мериме индикатори, без разлика. Например, доаѓа сега десница на власт, утре левица на власт. Да мериме заеднички за 10 години колку едните или другите придонели или одмогнале од загадување на воздухот. Колку придонели или одмогнале во однос на финансиска писменост на младите. Значи, тие се теми што нас не интересираат кој е на власт. Ние како млади не интересира тие теми да се спроведат на дело. Сега уште еден момент ќе споделам. Негде 2019 пред пандемијата, на една од конференциите, некои од организациите се пофали буквално дека има околу 185.000 млади до 29 години што се членови на политички партии.
Видете, тоа е определба на секој дали сака да биде дел во политичка партија или не сака. Меѓутоа пак може да биде дел од политичка може да партија биде и дел- од принудност. Тоа остава. Меѓутоа еве сега шанс. Една од шансите. Ние сме дел, вчера го објавивме, прв светски план воден од младите, план за закрепнување на светско ниво, кој што ќе биде нели под капата на Светски економски форум и кој што секој млад човек кој што е под 35 години во Македонија може да дојде да придонесе нешто и тоа негово мислење ќе биде земено предвид, ќе биде дел од некој си светски извештај, кој што тој светски извештај утре ќе ги дава насоките за каде ќе се движат проектите, каде ќе се движат сите ресурси, значи кои се потребите. Сега, ако ние седиме пасивно, значи пак ќе речам, мене не ме интересира, утре нека дојдат, не ме интересира дали некој има политичка книжка, дали партиска, дали му било тоа од принудност, од какви уверувања да си има, тоа е негово или неизино. Тоа си е нивно. Тоа не ме интересира. Нас не интересира сега, заборавете ги тие и дајте малце да учиме од младите кои што цело време се со светот и цело време се поврзани. И еве тука една голема благодарност до сите членови на Global Shapers Skopje Hub, затоа што заеднички ова го направивме, сите до еден, заеднички, и баш пред месец дена по одредени параметри за учество во тие работи бевме први во светот. Значи втори беа Шангај, трети Атина. Значи ние можеме, никој не прашува таму вие дали сте негде, ама пак тргнуваме од она, како што ми го постави прашањето, политиката. Policy making е сосема различно од политичка партија. Алергичен си на политичка реторика, или? Па, видете, да ви кажам искрено, знаете зашто сум алергичен малку? Затоа што многумина млади, моја генерација, професионалци во странство, дури и на нивните работни места ги омаловажуваат кога ќе видат наши политичари какви подпросечни интервјуа даваат на телевизија. Ова што е настанот на Светскиот форум на младите, ги гледам темите ментално здравје, ковид и како понатаму, нова генерација на влијание и етика, водата, човекот, државата, инклузивни работни места, еднакви можности за сите, јаглеродна неутралност, нула загадување и дигитална писменост, како успешно да се преселите во виртуелниот свет. И ќе се случат. Ќе дојдат учесници, ќе заврши целиот тој форум, ќе завршат сите тие идеи на млади и потоа фидбекот, повторно доаѓаме до основата на разговорите, фидбекот кога е во прашање носење на некакви нови политики, дали ќе го земе некој во предвид ова? Да, ќе го земе. Јас можам целосно да гарантирам. Зошто? Не во однос на... Јас не се сомнем во вашата организација. Не само во нашата организација, него тоа зависи од нас. Пак зависи од нас како општество зборам, дали некој ќе го земе или не. Сега имате два правци. Може некој да дојде и да заборави и да чека после по година, дена, две, може нешто ќе се случи, нема да се случи, дали некој ќе го викне или нема да го викне. Меѓутоа, имате и втора опција, цело време да бидете активни, да бидете во рангот со другите хабови во светот, каде што тие прават нешто подобро, менуваат нови теми, тие дискутираат, значи лобираат, едноставно најголемите светски компании се вклучени. Значи ние пред некој ден имавме состанок со претседателката на Европска централна банка, со Кристин Лагард. Меѓу другото, еве, нека биде една информација за сите, верувам дека ќе помогне, дека оваа деценија главно финансиите, реалокацијата на ресурсите и сите иновации ќе одат главно во две области: едукација и здравство. Значи образование и здравство. И сега, ако вие бидете активни и бидете присутни на тие состаноци, и ви се слушне вашиот глас и некој ве прашува за мислење, вие аргументирано го кажувате, тие луѓе со задоволство утре ќе ви помогнат и ќе речат да, во правост имате аргументи, на младите во Македонија им треба и тоа, наместо да ги даваме за доразвивање во Осло на не знам плюс некоја технологија, поприоритетно е да помогнеме на младите кои што се социјално загрозени во Македонија. Ама тоа треба некој да отиде таму, да биде присутен цело време на тие настани и да го одбрани. Не можете само да седите еднаш и сега ќе дојдеме на половина час и ќе чекаме така ќе дојде тоа. И уште еден друг момент,
еден апел до цела меѓународна заедница кај нас. Убаво е, има ресурси за помагање сето тоа, меѓутоа за жал голем дел од тие ресурси одат преку државните институции, кои што не секогаш се квалитетните луѓе таму. Јас да сум премиер да ви кажам искрено, веднаш ќе заштедам во буџетот, затоа што 25% може сега да ги снема. Едноставно кажано, 25% на сите вработени кои што не одговориле мејл во минатата година, а ги има повеќе од 25%, што не одговориле мејл, дома да си одат, и тој буџет да се заштеди и да се даде на некои кои што навистина имаат добри идеи. Нашите институции кои што сите тие странски пари ги спроведуваат, имаат чудни критериуми. Значи никој не ти ја мери идејата, не ти мери колку ти можеш да постигнеш за година дена. Како еве нека спореди некој, нашата емисија минатата година беше тука јануари, крај на јануари, значи година и месец дена. Од тогаш до сега колку сме направиле со нула буџет. Ние тогаш бевме само што бевме регистрирани во Централен регистар како Сдружение на граѓани. И сега не може, замислете, некој ќе рече да сме отишле тогаш да побараме грант, ќе речат, ама вие чекате, вие пред месец дена сте регистрирани, не може грант да добиете. Значи никој не ги мери вистинските критериуми, индикатори како тие пари да се реалоцираат на вистински места. Мирослав Драганов, ти благодарам за овој разговор, ти благодарам секако и за одвоеното време, убаво да се слушнат овие пораки. И јас искрено верувам дека ќе имаме прилика повторно да разговараме. Благодарам на поканата.